Веков е тркало. Бу дуња чарки фелек, ашкол сун чеваране, бу дуња јали кујурук, ашкол сун тутаана. Чита Александар Станојков. Некој многу учено турче во Стамбол било во некој голем суд ќатип, што земал многу ајлак. Не знам што му нашле некоја грешка и беа го истерале од ќатиплакот. Бидејќи многу учено, многу мака беше му паднало и беше направил еден арзол, та беше го дал на самиот цар за да види царот оти имал писмо многу убаво и зборои многу врзани за пак да го клајт ќатип. Го зел арзоалот царот и го препеал. Арно ама царот неќел да му го расипит атарот на пашата што го истерал него. Мудар бидејќи бил до некаде царот, му напишал еден шер на арзоалот вака. Бу дуња чарки фелек, ашкол сун чеваране. Бу дуња јали кујурук, ашкол сун тутаана. И му го дал арзоалот на ќатипчето. Од кога го препеал ќатипо царскиот шер, што беше му го напишал на арзоалот, беше се зачудил на тие два збора и беше си рекол сам со себе. Царо мене ми пишал ерба пола и пилјав ја им, демек, достоен да сум пилав да јадам. Ја чекај да види царот за некое време што мајсторија ќе му направам, за чарки фелекот да го чаврдисам. Уште на час од ќатипот отишол в чаршија кај Кари пазари, демек женскиот пазар, и си купил едни кауџерски јалишта, та се преприл од ефендија на кауџер и отишол во некој манастир. И за брго време беше го научил редот рисјански од егуменот уште поарно. За късметот негов умрел егубедот и бидејќи од него немало повреден за егумен да клаат, беше го клале него. Би некое време егумен и посакал да си оид на аджилок. Од кога беше се испростил со сите кауџери, му зел една книга со муурот манастирски, оти бил егумен и работил многу убаво во црквата и во манастирот дури бил. Станал од манастирот и си отишол право Стамбол, во патриканата. Се представил пред патрикот за да му дајте некоја работа. Од кога го видел патрикот имал голема вредност, го сторил владика прв. Поби владика некое време и ватил доид приучени турци и ефендии да правит муабет за верата турска и распрашувал и по нешто му бендисувал. Со денеска, со утре, се туку распрашувал поучените турци за турската вера и најпосле се облекол во едни ефендиски алишта, та отишол во првото кавеане турско и ватил да му ја прикажува верата турска на сите учени. Голем ќеф беа правеле турците кога го слушале првиот владика да му ја валит верата и да сака да се потурчит. На тоа згора беше го однесле до Шерислјамот за да го потурчит. Голем ќеф беше сторил Шерислјамот кога виде и го чу првиот владика ќе се потурчит. Арнома едно му пречало на Шерислјамот што не ќел веднаш да го потурчи, дека турски не знаел да зборува и книга да пеит. Ако е Кабир ефенди, му рекол Шерислјамот на владиката што ќе се турчил, да поучиш при некој муфтија турски да зборуваш, чунки ти од грчки друг јазик не си знаел и писмо треба да се научиш малку турско, да после ќе те потурчам, лели си ја зети сал нашата вера. Пити муфти ефенди, голема севди, јас имам да се научам книга турска, му рекол наречениот владика, сторен од турчини, пак ќе се потурчат без да го знаат кој ет и каков ет. Го клал муфтијата во една одеја и го заватил да го учи елиф бе, демек азбука. Како го учил, 3 месеци време што го учил, одвај елиф бе беше го научил. И го прашал Шерислјамот муфтијата, Како муфти ефенди, му рекол. Али челаштусуват владиката да се учит книга и турски да зборуват? Се чудам, Шерислјам ефенди, му рекол муфтијата, со овој грчки владик. Ичта не му ваќат умот. 3 месеци време кај го учам и не можам да го научам да зборуват и да пеит во китап. Многу беше бил типу. Ако не ме веруваш, ела на медрезе сам ти да го видиш. Неоти неќе да се научит, ами не му ваќат умот. Туку се мачит и труди твезден и станоќ, ами пак не може да се научит.
Од севда што имат, дури и куран си купи и вез ден туку го вртет лес. Кога и чул тие збори шерислјамот, станал сам стар да одит и да видит дали вистина не знаит како што му велел муфтијата. Во одајата кај што седел владиката имало едно пенџере што гледало право посока од кај што иделе шерислјамот и муфтијата. Ха-ха, си рекол сам со себе владиката. Чекај сега како ќе ве гостам за да видите кој е ќатипот што го истера од ќатиплакот и му даде царот Шернар золот. Будуње, чарки фелек, ашкол сунчеваране. Сега дури го чевардисав чарки фелекот. Во исто време стана да се клања и молитви по турски да пеит. Едно дошол до вратата шерислјамот и чул молитвите од наречениот сам владик. Застана да слуша и се сврте на муфтијата да му вели: "Оти го лажел, не знел да пеит." Се чудел и муфтијата кога чули со клетва му се колнел. Оти не го лажел, ама вистина до поминатиот ден не знаел оти знаел да пеит владиката. Од кога го исчекале да се доклања, го прашал шерислјамот од кај се научил во една ноќ толку турски да пеит. Честити шерислјаме, му рекол по турски. Ќе ти кажам од кој се научив, ама мачно ќе ме поверуваш. Туку јас за тоа што не ќе ме поверуваш, не сакам да знам, дали мене ми се исполни желанието. Ноќес, како што се молев, бев заспал и дојде Муавмед при мене. Прво ми се сунетиста и ми дувна во уста да се научи ви Курано да го пеам и верата како што е сета ми ја каша. Кога чул шерислјамот тоа чудо, беше се ватил за брада и беше викнал: "Алла, Алла, што е ова чудо што се стори на овој владика?" Веднаш беше му го однесол шерислјамот кај царот да го види и да го чуе што го научил Муамед. Брго го оженија со една најбогата жена со не знам колку чивлези и по некој месец умрел шерислјамот. За късметот негов, тики беше него го клале шерислјам. Ватил кај царот понабрго дојде да се разговарат и седел и се чудел царот каква работа шерислјамот да се научит во една вечер толку турски да зборат и верата да ја научит од сите турци поарно. "Џанам, шерислјам ефенди", му рекол царот, "ќе те прашам нешто, ама атар да не ти остани. Како се научи во една ноќ да збораш турски, законот да го знаеш?" "Честити царе", му одговорил шерислјамот, "леле си ми дал Шернар зоалот мој вака будуња чарки фелек ашкол сунчеваране, и јас го чевардисав чаркот и го држав јалли кујурокот." Тога и го извоил арзоалот и му го дал на царот да се го види черот што беше го дал. Кога беше видел царот и беше се научил како беше направил за да дојди до тој ред, Ашколсун беше му рекол и голем бакшиш му дал.